Тој е млад, талентиран, убав и скромен, карактеристики кои што ретко се среќаваат во комбинација на едно место и долги години е меѓу најдобрите стилисти кои што ги имаме во нашава земја. Ве поздравувам од моје студио Дадар и токму Дадар е мојот соговорник во следниве минути за да слушнеме што е ново и актуелно во неговата професија. Дадар, здраво. Здраво, добре дојдовте. Навистина ми е драго што сте наши денешни гости, секогаш се радувам кога ќе ве видам. Се чувствуваме убаво, амбиентот е прекрасен, зрачи со позитивна енергија, а тоа всушност го кажуваат и сите тие кои што се твои клиенти, соработници, затоа што се луѓе со кои што негуваш професионални и квалитетни врски со години. Благодарам, навистина ми значи, тоа е голем комплимент за мене и за мојот тим и посебно кога доаѓа од една ваква прекрасна дама која што е врвен професионалец во својата професија и се радувам што, како што кажав, се гледаме денес, секако поздрав и до вашите гледачи. Секоја жена сака да изгледа убаво и секоја жена повеќе или помалку користи услуги од стилисти, од фризери, висажисти. Колку македонките имаат навика, македонската жена, да се негува и да изгледа убаво? Па мене ме радува фактот што се повеќе и повеќе тоа е една најпрвен дневна рутина. Јас секогаш велам дека негата и културата и начинот на живење и односот спрема кожата, косата, а и она внатрешното духовното е многу важно. Па токму затоа сум среќен што можам да кажам еве во мојава 23 годишна кариера се повеќе и повеќе веќе го гледам тоа и сум сведок и навистина се радувам и секако јас уживам да давам совети и да помагам на луѓето, не само да се нашминкаат и да направат коса во салонот, туку баш напротив, драго ми е што сето тоа е секојдневие и македонската жена можам да кажам дека навистина внимава на себе. Кои се најчистите грешки што ги правиме кога користиме шминка? Сега не зборувам кога користиме услуга од професионален шминкер, туку кога сами се шминкаме. Дали некогаш помалку значи повеќе и поубав изглед? Дали претеруваме нанесувајќи многу бои и користејќи нападна шминка? Па јас еве имам прилика посебно со моите клиенти, нели во секојдневието со кои што се сретнувам, можеби имам среќа да ете и ги поучам како што пред малку кажав и приметувам дека сакаат помалку, сакаат да е тоа софистицирано, барем нели ете од моето обкружување и клиентите кои што ги гледам, го негуваат природниот изглед и секако тоа е за поздрав. А кога зборуваме за грешките, секако дека има по некои помали грешки, но ете тука сме и ние стилистите да посоветуваме, благодарение на интернетот и сето она кое што ни е достапно во денешно време, се помалку и помалку има такви некои катастрофални грешки, мали грешки е сосема нормално, сите правиме. Во однос на тоа можеби изборот на боја за пудра, количината и техниката, но доста се едуцирани и доста практикуваат и како што кажат и помалку е повеќе, но ќе се навратам на првичното на кое што го кажав, а тоа е дека негата и здравиот начин, грижата за себе е она кое што е пресудно. Затоа што кога ќе дојде некој на шминкање дента, шминкерот може да направи многу, меѓутоа важна е и припремата, значи како се негува кожата. Зборуваме генерално за дамите, кога зборуваме за убавината, но колку македонските мажи ги менуваат своите навики и колку македонските мажи се негуваат и внимаваат на тоа да изгледаат убаво? Па, сето ова што го кажав досега, исто важи и за мажите. Значи, во последниве, да кажем, 10 години, навистина можам и треба да го пофалам македонскиот маж, кој што се грижи за себе, за својот стил, за негата, користи се повеќе и повеќе препарати кои што нели се соодветни како за кожа, така и за коса. Потоа се тука оние помали, да кажам, третмани кои што не толку често се прават, како што е солариумот, маникирот, педикирот,
и слично. Така да македонскиот маж е модерен маж. Ти благодарам за разговорот и за гостопримството. Благодарам, ми беше задоволство, голем поздрав и се гледаме наскоро.